Добар ден на сите, на Добар ден на сите. На вториот јавен состанок на Агенцијата за аудио аудиовизуални медиумски услуги за 2024 година. Како регулаторно тело кое ги представува интересите на граѓаните во медиумската сфера, Агенцијата настојува од една страна континуирано да одржува стандард на максимална транспарентност и од друга страна да истражува и разработува теми и прашања кои се од важност за граѓаните. Денешниот настан е спој на овие две заложби, имено јавните состаноци кои се одржуваат квартално се значаја наводка на нашата транспарентност и затоа во вториот дел ќе имате можност да го слушнете извештајот за она што сме го сработиле во второто тромесечие од годината. Но она што најправен ќе се посветиме е представувањето на наводите на истражувањето на медиумската писменост кај учениците во прва и втора година средно образование. Анализа за состојбата со нивото на медиумска писменост кај малолетниците беше одамна потребна. Со ова истражување Агенцијата обезбедува релевантни податоци кои може да бидат користени во сите наредни реформски запати, зашто е направено врз репрезентативен примерок од сите ученици кои минатата учебна година беа запишани во прва и втора година средно образование и тоа и во гимназиите и во стручните училишта. Освен што дава генерални податоци за средношколците од првите две години, истражувањето таму каде што постојат специфичности дава и поединечни податоци за гимназијалците, односно за учениците во стручните училишта. Секако на крајот има и заклучоци и препораки. Ваквиот потфат не се прави сам. Агенцијата во рамките на своите законски надлежности да го поттикнува развојот на медиумската писменост и уведе потребата, го испланира истражувањето и го финансираше неговото реализирање преку јавна набавка. Но за да се обезбедат резултати кои ќе бидат најдобро искористени, се одлучивме за соработка со проектот на USAID за медиумска писменост. Младите размислуваат, што го спроведуваат ИРЕКС, Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум, со кој во 2021 година Министерството за образование и науки и Бирото за развој на образованието подпиша меморандум за соработка за време на деновите на медиумската писменост во 2021 година. Овој проект обезбедува поддршка за реформата со која во македонското образование се воведува медиумската писменост, а во оваа фаза на проектот беше потребно да се обезбедат информациите врзани за реформата поврзана со воведувањето на медиумската писменост во наставата во средното образование. Всушност, ова е основно истражување кое утврдува актуелната првична состојба и кое се надеваме дека ќе го повториме кога истата генерација испитаници ќе биде во четврта година, за да видиме низ какви промени поминала. Министерството за образование и наука не обезбеди податоци за вкупниот број на ученици и го овозможи непреченото спроведување на испитувањето, со што им дозволи на анкетарите да го реализираат на класните часови во училиштата, со што се гарантира дека примерокот е репрезентативен, а учениците кои одговараа на прашалникот ги добија потребните упатства и појаснувања. Содржината на прашалникот што се користеше во истражувањето беше изработена во соработка помеѓу АВМО, ИРЕКС, МИМ и Државниот испитен центар. Агенцијата со јавна набавка во која примерна тежина во оценувањето на понудите играше квалитетот на понудата, а не цената, ја избра агенцијата Рейтинг, која спроведе пилот тестирање кој финализираше прашалникот во преведен на албански и на турски јазик за учениците на кои им се мајчини јазици. И сумираше наодите и со поддршка на професорката Ана Фрицхан даде толкување исто како и АВМО и младите размислуваат. Зошто волку детално говорам за целиот процес на реализација на истражувањето? Затоа што сакам да нагласам две работи. Прво, во податоците може да имате целосна доверба, затоа што од методолошки аспект ниту еден чекор не е прескокнат. И второ, публикацијата што се наоѓа пред нас е плод на синергија и исклучително добра соработка меѓу сите вклучени, која течеше и по завршувањето на истражувањето. Преводот на албански јазик и печатењето го финансираше АВМО, а преводот на англиски, дизајнот на кома подготовката за печат на трите јазика, ИРЕКС и младите размислуваат. Дури и денешниот настан е коорганизиран.
Пред нас ги имаме во печатена форма истражувањето на англиски и на македонски јазик. Во завршна фаза е печатењето на албански јазик, а на веб страната на агенцијата ги има истражувањето на сите три јазици. Всушност, ова истражување на дело ја покажува суштината на мрежата на медиумска писменост, зашто 4 од субјектите инволвирани во неговата реализација се нејзини членки: Агенцијата, Министерството за образование и наука, Македонскиот институт за медиум и Младите размислуваат. Затоа сакам да им се заблагодарам и на USAID за финансирањето на проектот Младите размислуваат, на ИРЕК за одличното водство на проектот и на МИМ за соработката и експертизата. Сакам да им се заблагодарам и на тимот на агенцијата Рейтинг и на професорот Ана Фрицханд за одличното завршената работа. Сега сакам да дадам збор на Дејан Докузовски, директорот на проектот Младите размислуваат, а потоа на одите на истражувањето ќе ги представи Софија Ристова од агенцијата Рейтинг. Повелете. Ви благодарам. Почитувани гости, партнери и соработници, ми представува особено задоволство што денес имаме можност да го презентираме ова истражување кое што го изработивме заеднички. Проектот на Уштед за медиумска писменост во изминатите 3 години имаше можност да се фокусира на поддршката со воведување на медиумската писменост на сите нивоа во основното образование, особено во предметите по мајчин јазик, како и да даде поддршка на 8 високообразовни институции за воведување на темите на медиумска писменост или во постоечки или во нови предмети во високото образование, со тоа што се формираат 22 различни предмети во рамките на различни наставни програми на сите педагошки факултети во земјава, но и на други високообразовни институции. Она што во изминатиот период на проектот не достигаше е работата во средното образование и затоа сме особено среќни што агенцијата успеа да не поддржи во целиот овој процес, да го финансира ова истражување и да ни овозможи непречено да можеме наскоро да започнеме со работа и во рамките на средното образование. Сметаме дека ова истражување, кое што агенцијата и го финансираше и го разви во целост, со наша поддршка се разбира, ќе биде основата за воведување на медиумска писменост и во средното образование, кое што е еден од следните чекори на реформи кое новото Министерство за образование и наука ќе ги има во следниот период. Медиумската писменост останува еден од темелите кои што се не само за развој на критичкото размислување на учениците, но и за подобрување на нивните пракси за подобро разбирање на информациите, восприемање на вестите и разликување на точни од неточни информации. И морам да кажам дека сме особено благодарни на целиот тим на АВМУ кој што постојано соработуваше со нас, ни го отвори просторот заеднички да го креираме ова истражување и да направиме нешто што веруваме дека ќе биде корисно за сите и за употребата во целиот образовен систем. Ви благодарам. Добро, слушаме. Ви благодарам на зборовите, веќе што е ова, да се слуша. Директорот и Дејан веќе дадоа значителни информации во врска и со методологијата и со самата содржина што ова истражување ги покри. Би сакала уште еднаш да изразам благодарности на АВМУ и на ИРЕК за прекрасната соработка што ја имавме, бидејќи како имплементаторска страна на проектот на вистина е убаво кога сте поддржани од самиот почеток до крај на овој проект. Нема да должам многу, ќе преминеме директно во поглед на методологијата. Рековме покриено речиси се, ќе кажам дека е спроведено истражувањето од 22 ноември до 25 декември минатата година. Учениците сами ги пополнуваа прашалниците на својот мајчин јазик. Во однос на примерокот ќе се задржам само технички. Имаме два подпримероци, едниот е за средно стручно образование, кој што го број 584 ученици, другиот е за гимназиско образование и тој број 580 ученици, меѓутоа вкупниот примерок е нешто помал. Зошто? Затоа што во учебната 2023 година процентуално застапеност изгледаше некако 34% биле запишани од вкупниот број ученици во гимназиско образование, прва и втора година средно, додека 66% биле запишани во стручно образование. Скопскиот, југозападниот и Полошкиот регион се најбројни по процентуално број на испитаници. Полот 44% биле момчиња од анкетираните, женски
56%. Првиот дел кој што ќе ги дискутираме на одите се однесува на користење и употреба на електронска опрема. Уште на самиот старт сакам да кажам дека меревме од една страна знаење на учениците преку студии на случај, односно хипотетички ситуации, а од друга страна ги меревме и практиките кои што тие ги прават секојдневно во реалниот живот. Така што ќе биде интересно да се забележат некои разлики кои што се јавија во нивните одговори и она што тие го прават. Прашавме најпрво која електронска опрема од различни видови ја имаш дома и ја користиш или пак не ја користиш. Телевизорот го користат и го имаат речиси сите ученици, 17% одговориле дека го имаат лично и го користат, 69% го имаат дома и го користат заедно со другите членови во домаќинството, а 13% се исклучи? Да. 13% одговориле дека го поседуваат, меѓутоа не го користат. Смарт мобилен телефон користат и лично поседуваат 92% од учениците во прва и втора година и ова е навистина висок процент на уреди кои што ги поседуваат, 4% само го имаат дома и го користат заедно со останатите. На трето место е персонален компјутер или лаптоп кој што лично го имаат околу 57% од испитаниците. Паметни алки или часовници, дигитална камера и така натаму, би кажала еве дека радиото на пример како уред, 55% одговориле дека го немаат во своите домаќинства. Потоа ги запрашавме кои три активности од наведените најмногу би ви недостигале, доколку не можете да ги направите во текот на една недела. Идентично, речиси идентично, користење на мобилни телефони за разговори и користење на социјални мрежи се топ две активности кои што би им недостигале најмногу на учениците. На трето место е користење интернет, на четврто место е гледање на телевизија, нешто подоцна ќе видиме што точно учениците подразбираат под гледање телевизија, што е доста интересно. На последно место е читање книги, слушање радио. Следниот сет на прашања се однесува на тоа што го споменав на почетокот, критичкото размислување, студии на случај, хипотетички ситуации. Најпрво една увертира на темата, ги прашавме од нивна перспектива да оценат дали на училиште добивате доволно информации за користење на медиумите и за тоа што всушност значат медиумските содржини. 41% одговориле со да, 33% одговориле не и 26% одговориле не знам, што како податок дава навистина перцепција која што е недоволна од аспект на учениците, како тие ги перцепираат информациите кои што ги добиваат на училиште. Понатаму прашавме хипотетичка ситуација дали доколку дадена апликација како што е FaceApp им побара различни податоци пред да инсталираат апликацијата, како што е лични податоци, пристап до галерија, фотокамера и така натаму, дали ќе им дозволат пристап до овие податоци. Да, веднаш без размислување одговориле 5%. Најпрво ќе проверам до кои податоци апликацијата ќе има пристап и ќе размислам дали да ја инсталирам, одговориле мнозинството и високи 87%. Мислам дека не постои никаква опасност и ќе дадам пристап на апликацијата, одговориле 8%. Овде е нужно да се напомене дека во реалноста овој податок не е најреална слика, затоа што луѓето, па така и учениците најчесто посегнуваат да даваат во анкетите на ваков вид на прашање општествено посакувани одговори, бидејќи знаат што е тоа што треба да го направат, меѓутоа во практиката не секогаш е тоа случај, па така некое друго истражување чисто како референца ќе кажам дека корисниците на Facebook, на Twitter, на Instagram, на TikTok реално мерење е дека ги читаат политиките за приватност од 7 до 10%, некој толкав процент, останатите дали делумно, дали воопшто не ги читаат. Меѓутоа, заклучокот е дека луѓето
а со тоа и младите всушност преферираат брз пристап до апликации за сметка на тоа што значи дигитална приватност и услови за користење на приватност, односно на политиките за приватност. Следното прашање, исто така хипотетичка ситуација, каде што тестиравме реакција при праќање на спам пораки или пораки кои што може да содржат некаков вирус. Ја тестиравме нивната реакција, така што најголем процент од испитаниците, 68%, одговориле дека прво треба да проверат со својот пријател или пријателка доколку им стигне некаква таква порака, а потоа или дали да одлучат дали да кликнат на линкот или не. Овде имаме тенденција кај женските, односно кај девојчињата, да имаат некое ниво на повисока претпазливост од момчињата, меѓутоа има еден сериозен процент или третина од испитаници кои што реално одговориле погрешно од тоа што треба да го направат, односно не изразиле голема внимателност на овој случај. Следно прашавме дали сте запознаени со некои техники и алатки за проверување на потеклото на фотографија објавена на интернет, и ова е еден многу важен наод што го откри истражувањето, а тоа е дека сите ученици не се запознаени, речи сите ученици немаат информација и не се запознаени со техниките и алатките за проверување на потекло на фотографии објавени на интернет. Зошто е ова важно? Бидејќи подоцна ќе видиме дека тие најчесто комуницираат и всушност објавуваат фотографии на социјалните мрежи, така што нивното обкружување е во најголем дел од случаите фотографии, рилови и кратки видеа. Така што ова е сериозен податок кој што би требало да се земе предвид при креирање на нови политики и програми за работа со средношколците. Ги прашавме насловот шокантно, погледнете што се случуваше вчера во Скопје, видете подготвени видео, е пример за што. Наслов за мамки, односно точно го препознале само 53% од испитаниците, за 22% ова е објективно информирање, 8% кажале дека тоа е нечие мислење и високи 17% не го знаат одговорот на ова прашање. Уште еден наслов кој што представува употреба на говор на омраза. Навивачите протестираа во Скопје пред фудбалскиот натпревар да ги убиеме кучињата. Само препознале 58% дека тоа е говор на омраза. Известување од спортски настан 16%, лажна вест 9% и не се сигурни или не знаат повторно 17%. Ги прашавме во однос на собственици на медиуми. Зошто е важно да знаеме кои се собствениците на медиумите? Собственоста може да влијае на информациите кои медиумите одлучуваат да ги пренесат и ова е точниот одговор. Одговориле 55% од испитаниците или учениците. Тоа ни кажува кои се најбогатите луѓе во државата. 6% сметаат така. Мислам дека собственоста нема никакво влијание врз медиумската содржина, новинарите се тие кои што одлучуваат за вестите, 17%, и не сум сигурна, повторно високи 22%, и од овој тип на прашања веќе гледаме дека учениците имаат сериозен проблем за тоа да ги препознаат, односно да ги детектираат овие наслови во медиумите и да спознаат што е тоа објективна информација, што е тоа лажна вест и така натаму. Следно, имаме препознавање содржини и информации. Прашавме што е дезинформација, точно одговориле 67%, неточна информација со намера да наштети некому или да излаже. Неточна информација споделена без намера да наштети 27%, точна информација но споделена со намера да наштети некому 6%. Прашавме и што е мисинформација, неточна информација споделена без намера да наштети, точно одговориле 62% од испитаниците на ова прашање.
Прашавме кои од следниве медиумски содржини имаат цел да не убедат во нешто: колумна, пропаганда, реклама. Рекламата како средство за убедување е најмногу препознаена. Сите три ги препознале само 12% од учениците, додека колумната само 4%, пропагандата 21%. Ништо од наведеното 9%. Што укажува како податок дека исто така е потребно да се инвестира, односно да бидат информирани во поглед на овие теми. Прашавме за пласирање на производи како форма на медиумско рекламирање. 42% кажале дека тоа се одредени брендови или производи кои што стануваат видливи на публиката за време на емитување на програма. Меѓутоа останатите одговориле погрешно, сметаат дека тоа се кога гледачите купуваат производи со јавување за време на телевизиска емисија во живо и кога компаниите ги продаваат своите производи на саем или ги покануваат медиумите да го покриваат настанот. Прашавме уште една хипотетичка ситуација, доколку на социјалните мрежи најдеш на некаква објава која што е шокантна и прави да бидеш лут или лута, вознемирен или бесен, која би била твојата реакција? Веднаш ќе споделиш со останатите на социјалните мрежи, 5% би го направиле ова, 40% ќе го пратат само на тие кои што им се пријатели. Овде мислиме на праќање преку месенџинг апликации, како што е Messenger, Instagram, приватна порака и така натаму, додека 55% ќе се тргнеш од екранот, смириш и ќе провериш веродостојноста на информацијата пред да направиш било каква одлука. Индикативно од овој слайд и од овој наод е тоа дека се повеќе се потврдува резултатот што го имаме и во други истражувања, тоа е дека младите се почесто користат директни платформи за пораки, комуницираат меѓу себе на тој начин, а се помалку споделуваат јавно работи на социјалните мрежи. Следен сет кој што го анализиравме се прашања поврзани со телевизијата. Прашавме што за тебе значи гледање телевизија. За 52% од испитаниците гледање телевизија е гледање ТВ канали на телевизор во моментот кога се емитуваат. За 23% гледам Netflix, HBO Go, Amazon Prime и така натаму и други програми. Да го чепнам или? Од тоа е. Гледам други програми по барање на телевизор. Понатаму имаме гледање истите Netflix, HBO и така натаму по барање на компјутер или таблет. И уште неколку други варијации, како што е на мобилен телефон, по барање, снимени и така натаму. И од овде можеме да гледаме дека младите генерации всушност не го имаат како прв впечаток она класично гледање на телевизија, туку за нив гледање на телевизија подразбира многу повеќе од само класичен телевизор и телевизијски програми. Во просек колку часа дневно гледаш телевизијски програми, во школски ден помалку од 1 час гледаат 65% од учениците, од 1 час до 3 часа дневно 25% и нешто над 5 часа над 3 часа гледаат околу 9% од учениците. За време на викенд оваа ситуација е нешто променета, каде што најголема концентрација имаме гледање на телевизијски програми. Овде пак ја кажам телевизијски програми во смисла гледање на Netflix и така натаму се е измерено над 50%. Прашавме што најмногу гледаш на телевизија, ќе се задржам само на купната бројка, спортски надпревари, играни филмови, хумористични емисии, серијски филмови се топ 4, ајде да кажеме, видови на ТВ програми. Кај гимназијалците тие преферираат играни филмови наспроти спортските надпревари кои што се попреферирани од гимназијалците од стручно образование, односно од средношколците, пардон. Следно ни е интернетот како тема
за истражување и прашања. Прашавме во просек колку часа на ден активно гледаш или користиш интернет. Овде само ќе напоменам дека 93% од учениците на интернет пристапуваат преку своите смарт телефони, останатите 5-6% преку персонален компјутер или лаптоп. Во школски ден помалку од 1 час поминуваат 10% од учениците, 29% поминуваат од 1 час до 3 часа, над 3 часа поминуваат околу 60% од учениците. За викенд ситуацијата е драстично поинаква, каде што гледаме дека над 5 часа поминуваат 58% од средношколците во прва и втора година. Какви содржини најмногу гледаш на интернет? TikTok видеа се убедливо најгледаните содржини од страна на средношколците, по нив и со многу сличен интензитет, односно содржина, тоа се кратките видеа или рилсот на Инстаграм. На трето место е музиката. Ги прашавме на скала од 1 до 5 колку сметаш дека се вистините содржините објавени на веб страници со информација за учење и за училиште. Ова ставка е, да речеме, е таа која што се дава примат, каде што информациите се најмногу вистините. Влоговите имаат најголем процент на неследење, тука некаде и вештачката интелигенција, каде што 25% кажале дека не користат вештачка интелигенција. Социјалните мрежи како Facebook, TikTok и така натаму, само 3% сметаат дека овие содржини се целосно вистините, 43% сметаат дека се до некаде вистините. Прачавме и неколку ставови поврзани со социјалните мрежи и со интернет, ќе се задржам само на клучните. Ги прашавме на скала од 1 до 5 да кажат колку се согласуваат или не се согласуваат со ставовите. Преку социјалните мрежи стекнувам нови знаења и вештини, се согласуваат 14% целосно, 48% се согласуваат. Знам како да бидам безбеден кога сурфам на интернет. Мислам дека ова е прилично висока оцена, себе оцена, меѓутоа дека од останатите податоци и не е баш таков, не изгледа така баш наодот од истражувањето. На интернет е полесно да ги сокриеш информациите за себе во однос на реалниот живот, 13% целосно се согласуваат со ова, а на страната на несогласувањата ќе одам од долу. На социјалните мрежи кажувам или ги правам работите што никогаш не би ги направил во живо. Околу 70% не се согласуваат со ова. На интернет е кул да бидеш несериозен или непристоен, 28% целосно не се согласуваат, односно воопшто не се согласуваат и 34% не се согласуваат со овој податок. Ова се дури стеснати ставови, затоа што во истражувањето имаше многу повеќе кои што ги тестиравме и во интерес на времето не би ги коментирала. Меѓутоа во публикацијата ги има доколку сте заинтересирани за подлабински одговори на прашањата. Прачавме и во поглед на игрите, информативно топ 3 видови што ги играат младите средношколци се игри со пукање број 1, спортски игри или симулатори, на второ место онлайн мултиплеер игри во арена се на трето место. Во школски ден 57% играат помалку од 1 час, од 1 час до 3 часа дневно играат 30%, од 3 до 5 часа 9% и над 5 часа 4%. За време на викенд повторно имаме промена на ситуација каде што 16% играат над 5 часа, 21% играат од 3 до 5 часа. Кај средношколците од стручно образование имаме некоја благо поголема фреквенција на играње временски отколку кај гимназијалците. Последната, ако не се лажам, тема на истражувањето е поврзана со социјалните мрежи.
прашавме на која социјална мрежа имаш страница или профил. Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat се топ 4 платформи на која што гимназијалците и средношколците имаат апликации. И имаат навистина и покрај овие топ 4 сепак можеме да кажеме дека се присутни и на останатите кои што се подредени BDL, Discord, Reddit, X, Threads и така натаму. Прашавме која социјална мрежа најчесто ја користиш. На прво место со 47% е Instagram, на второ место тоа е TikTok, на трето место Snapchat 8% и Facebook со 7%. Кај девојчињата користат нешто повеќе TikTok од момчињата. Прашавме кој може да ја види твојата страница или профил на апликацијата што најмногу ја користиш. Околу половина само моите пријатели, следбеници или контакти. 32% одговориле само одреден дел од моите пријатели или close friend функцијата. Сите било кој што има профил 11%, пријатели на мои пријатели 5%. Што од ова би го споделил на интернет јавно? Веќе споменав дека објавуваат фотографии, најмногу би споделиле фотографии од излегување со пријателите, на второ место се фотографии од одмор, фотографии од мое семејство или други малолетни членови на семејството на трето место и информации за тоа што правам. Не би споделиле најголем дел од средношколците домашна адреса, мобилен телефон и адреса за имејл. Последното прашање што ќе го коментирам за денес е дали некој ти дал информација или совет за тоа како да бидеш безбеден додека си на интернет. Број 1 се родителите со 82% во одговорите. Да, друг член на семејството 40%, да, наставник на училиште 37%, на четврто место се пријателите. Нотирано е дека кај девојчињата имаме поголема фреквенција на информации кои што им се пласираат од страна на родителите отколку кај девојчињата, со тоа што од ова може да се види дека не само училиштата, туку имаме круг и на родители, на пријатели и на други членови од семејството кои што би требало да бидат вклучени во вакви активности и програми кои што треба да се работат понатаму. Ви благодарам. Сега сакате прашања, можам и од овде или... Седнете, славно, че иако по сценариото е предвидено сега да има да дадеме образложение, односно информација што работела агенцијата во изминатиот квартал, сепак, зашто имаме дел и од присутните кои што се дојдели само за овој настан, и ќе дадам после 5 минути пауза оние кои што ќе сакаат можеби да заминат. Значи да замолам за коментари или за прашања во однос на истражувањето. Кој? Ти сакаш? Заповед. Добар ден и од мене. За тие што не ме знаат, јас сум Зоран Фидановски, член на Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Ја имам само едно прашање како резюме. Дали овие бројки што ги добивте од истражувањето според вас охрабруваат за тоа колку медиумски се писмени средношколците, особено нели помладите средношколци? Благодарам. Може да има многу подобрување на овие резултати. Искрено, треба да се работи многу повеќе, посебно во препознавање на содржините и на специфичните начини како се пласираат информациите денес во медиумите. Факт е дека младите знаат како да ги користат дигиталните уреди, електронската опрема, меѓутоа им фали основата за тоа што е реално, што не е реално и секако дека има простор уште повеќе да се работи. Некој друг? Само да нямаме во камера.
Нема. Се налака затоа што председателите поместени заради Окей, добро. Дали има некој друг за прашање или за коментари? Добро, ви благодарам на обстежната презентација. Сега дам само 5 минути пауза за оние кои што сакаат да го напуштат. Во продолжение, Во продолжение ќе ги презентирам активностите на агенцијата кои што ги спроведе во вториот квартал од 2024 година. Во периодот меѓу 4 април и 8 мај беше спроведен мониторинг на изборното медиумско представување за претседателските и парламентарните избори 2024 година, како и мониторинг на емитуваното платено политичко рекламирање за двата изборни процеси. Примерокот за мониторингот на балансот во известувањето за двата изборни процеси се состоеше од трите програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија, односно МРТ1, МРТ2 и Собранискиот канал, и од програмските сервиси на 10 комерцијални национални телевизии. За другите програмски сервиси, кои на некој начин го покрива изборниот процес, се постапуваше врз основа на представки. Беа изработени 3 одвоени извештаи, по еден за првиот и вториот круг на кампањата за претседателските избори и еден извештај за парламентарните избори 2024 година, и истите беа испратени до Државната изборна комисија и се објавени на веб страната на агенцијата. Агенцијата на радиодифузерите им издаде околу 400 потврди, врз основа на кој ДИК треба да им исплати средства од буџетот на државата издвоени за оваа намена. Во однос на претседателските избори, во првиот круг, сите мониторирани телевизии го почитуваа принципот на еднаков третман при изборното медиумско представување. Само телевизија 21М донесе уредувачка одлука во вестите да не известува за кандидатката поддржана од партијата Левица. Во вториот круг сите телевизии известуваа избалансирано. Во изборната кампања за парламентарните избори, радиодифузерите требаше да обезбедат баланс така што со приближно исто време ќе известуваат за оние учесници во изборната кампања, кои имаат ист број на потврдени листи со кандидати за пратеници и сличен интензитет на кампањата. Ниту една од информативните редакции не успеа целосно да ја исполни врската за избалансирано покривање на изборниот процес, а единствено телевизија Алсатем информираше за активностите на сите 17 учесници во кампањата. Програмските сервиси на јавниот сервис од двата изборни циклуси ги прочитуваа врските од изборниот законник, но стрикното следење на законски пропишаната математичка поделба на информативни целини за централните телевизиски дневници резултираше со необезбедување суштински баланс во известувањето. За констатираните прекршувања на изборниот законник за време на претседателските и парламентарните избори беа покренати 3 прекршочни постапки пред надлежен суд против 2 радиодифузери, од кои 2 за телевизија Клан и 1 за телевизија Алфа. Агенцијата преку 12 дописи ги потсети радијата и телевизиите за нивните обврски и објави 8 соопштенија за јавноста, а согласно законските обврски за време на изборната кампања беа доставени 32 дневни извештаи до Државната изборна комисија. За анализираниот период спроведени се 3 програмски надзори врз радиодифузерите, од кој еден за врз МРТ2 за почитување на обврската за емитување изворно создадена програма, каде беше констатирано дека радиодифузерот во целост постапил по изречената мерка и го отстранил прекршувањето. Останатите 2 контролни надзори беа извршени врз телевизија Гура. Едниот за почитување на врската за емитување изборно создадена програма, каде се утврди дека телевизијата продолжила со неисполнување на оваа обврска,
а вториот за врската за заштита на малолетната публика, со кој беше утврдено дека не може фактички да се спроведе затоа што радиодифузерот, освен музички спотови, не емитуваше никаков друг вид на програма со новинарски и соредувачки ангажман. Врз основа на ова сознание, Агенцијата по службена должност во периодот од 3 до 9 јуни спроведе еднонеделен вонреден надзор за исполнување на програмскиот концепт врз основа на кој телевизија Гура добила дозвола за телевизиско емитување на локално ниво. Надзорот ги потврди сомневањата дека радиодифузерот не го спроведува програмскиот концепт. Спроведени се редовни административни надзори врз сите радиодифузери кои што емитувале радио и телевизиска програма од 2023 година за почитување на обврската, за доставување извеше за обврските за утврдени во дозволата за радио и телевизиско емитување. Единствено радиото Про ФМ не ја исполни обврската да достави извеше до крајот на март, поради што му беше изречена мерка јавна опомена. Извршени се и два редовни административни надзори врз сите радиодифузери, од кои едниот за достава на податоци за собственичка структура, уредниците и економското работење во претходната година, кои покажат дека ова обврска не е исполниле две радиостаници, Галакси од Кавадарци, Про ФМ од Гостивар, и на нив им беа изречени мерки опомени. Вториот надзор за обврската најдосно до 31 март 2024 година на состојната програма да ги објават податоците за собственичката структура, за уредништвото и за изворите на финансирање во 2023 година и снимка од објавата да достават до агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето, покажа дека сите радиодифузери во целост не исполниле обврската. Откако помина рокот за законско согласување со мерката јавна опомена врз телевизија Гура од Кичево, се спроведува два контролни административни надзори. Првиот надзор не можеше да се спроведе затоа што радиодифузерот освен музичките спотови не емитуваше никаков друг вид на програма со новинарски и уредувачки ангажман, додека кај вториот надзор беше констатирано дека продолжува со вршење на истата повреда. Со цел да се констатира дали некој радиодифузер извршил промена на собственичката структура без да ја извести агенцијата и пред промената да биде одобрена од страна на агенцијата, извршени се два вонредни надзори врз сите радиодифузери, каде што не беа констатирани прекршувања. Извршени се и два вонредни надзори врз ГТВ и ТВ Ньюс со цел да се констатира дали одговорните уредници на овие телевизии се во редовен работен однос и вработени на полно работно време во радиодифузерите, каде не беше констатирано прекршување. Во однос на издавачите на печатени медиум извршен е редовен административен надзор врз 21 издавач за исполнување на обврската за објава на податоци за собственичка структура во најмалку еден дневен вестник, најдосно до 31 март, а истечок од објавата се достави во агенцијата во рок од 15 дена од објавувањето. Беше констатирано дека обврската исполниле сите субјекти опатени во надзорот. Редовен надзор извршен врз 12 издавачи на печатени медиуми за обврската за објава на импресум, каде беше констатирано дека обврската е исполнета во целост. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи се спроведени вкупно 18 надзори, од кои 14 редовни, 2 контролни и 2 вонредни надзори. Со редовните надзори беше констатирано дека прекршување едно кај операторот Спајдер од Гевгелија за реемитување на регистрирани програмски сервиси, вториот кај Тотал ТВ за необезбедување на програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис во програмскиот пакет. На двата оператори им беше изречена мерка јавна опомена, а по истекот на рокот на законско согласување им беше извршен контролен надзор, каде што беше констатирано дека операторот Спајдер постапил во целост по упатеното решение, дека Тотал ТВ продолжил совршење на истата повреда, за која што беше опоменат, поради што беше инициирана прекршочна постапка. Прекршочната постапка е успешно завршена по пат на поравнување и се уплатени средства во буџетот за во висина од 50% од предвидената казна во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Проведени се 4 редовни надзори врз сите даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, за обврските кои што се однесуваат на пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетни лица, каде што не беа констатирани прекршувања. Советот на агенцијата заради констатирани непочитување на одредбите на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми
Донесе 5 јавни опомени, од кои 2 јавни опомени за радиодифузерите Про ФМ, Радио и Галакси 2002 за неисполнување на обврската за доставување податоци за собственичка структура, одговорен уредник, уредници, извори на финансирање, остарени вкупни приходи и расходи од обезбедувањето на дејноста и за просечната слушаност до 2023 година. Потоа 2 јавни опомени беа изречени на оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи, една поради реемитување програмски сервис кој што не е регистриран во агенцијата, и една поради тоа што операторот не ги вклучил во својот програмски пакет програмските сервиси на МРТ2, МРТ4 и МРТ5. Изречена една јавна опомена за издавач на печатен медиум Color Media Plus поради неисполнување на обврската за објава на импресу. Поради непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, односно неплаќање на годишниот надомер за дозволата за телевизиско, односно радио емитување, покренати се 3 постапки за одземање на дозволата. Во меѓувреме, радиодифузерите го платија во целост годишниот надоместот за дозволата, па што покренатите постапки беа од страна на Советот стопирани. Донесени се 2 одлуки за поништување на одлуките за одземање на дозволите, тоа за радиоемитување за Радио Александар Македонски и Радио Про ФМ, поради тоа што по нивното донесување радиодифузерите извршија уплата на надоместокот за дозволата, како и останатите дополнителни трошоци за објава и ги повлекоа тужбените барања до Управниот суд за победување управен спор против одлуките на Агенцијата за одземање на дозволите. Поради престанување на важноста на дозволата за телевизиско емитување по сила на закон, донесено едно решение за бришење од регистарот на радиодифузери на телевизија 3 до Скопје, поради што со писмена изјава на медиумот и извести агенцијата дека се откажува од постојната дозвола за телевизиско емитување. Со цел да се обезбедат сознание за состојбите во телевизиската и во радиоиндустријата, агенцијата изработи анализата на пазарот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги за 2023 година, која содржи податоци за економското работење на радиодифузерите, односно податоци за вкупните приходи и структурата на приходите, вкупните трошоци и структурата на трошоците, финансискиот резултат од работењето и просечниот број на вработени во 2023 година. Изработени извештај за состојноста на медиумите во 2024 година, чија цел е на јавноста да се обезбеди лесен и директен пристап до податоците за физичките и правните лица кои се собственици на медиумите. За потребите на агенцијата беше изготвено истражување на медиумската писменост кај учениците во прва и втора година средно образование, кое што беше презентирано на денешниот јавен состанок. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа на повеќе меѓународни активности. Да не ги читам сите, наведени се на слайдот активностите кои што ги имале представници на агенцијата. Агенцијата издаде вкупно 52 потврди за регистрација на програмски пакети, откако констатираше дека доставените пријави се комплетни и уредни. Врз основа на извршен програмски надзор до имателите на права е доставено едно известување до Pioneer Media, каде агенцијата утврдила дека друштвото за радиодифузна дејност Пайдер Доел Гевгелија бесправно го реемитува програмскиот сервис Планета ТВ. Со писмен допис во месец мај и едно дополнување на дописот во месец јуни, United Media информираше агенцијата дека програмските сервиси Спорт и Нова ТВ немаат регулирани права за преносот на територијата на Република Северна Македонија на надпреварите за квалификација во период кога се играат пријателските надпревари, а кои се во рамките на квалификациите за Европското првенство во фудбал. Имајќи ја предвид важноста за заштита на авторските и сродните права, агенцијата ги извести сите оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи и во прилог им го достави распоредот на термините за одигрување на релевантните надпревари. Со тоа го завршив презентирањето на активностите на агенцијата во вториот квартал од 2024 година. Доколку имате прашања поврзани со денешната презентација или прашања поврзани со активностите на агенцијата или други прашања од ваш интерес, повелете. Добро, ако нема прашања, тогаш ви благодарам за присуството и се гледаме во некоја следна прилика.